денеска е оној прочуен понеделник која започнува неделата во која што ќе се решава судбината на сегашната власт, а и ќе се решава судбината на оние кои што сакаат да ја освојат таа власт, ќе видиме што ќе прават, како ќе се комбинираат, ќе имаат ли, ќе немаат ли мнозинство едните, другите, третите и така натаму. Мене во понеделник секогаш ми е големо задоволство, бидејќи едно од редовните содржини што ги имаме се вика викенд колумна и тоа е секогаш Лјупчо Поповски со своите колумни кои што предизвикува секогаш прилично големо внимание. Морам да кажем Лјупчо дека само што завршив пред вестите со разговор со професор Димитар Димитров, кој исто така имаше една-две одлични колумни минатата недела, се објавија на Слободен печат, а твојава колумна растори за време на викендот почитаност, бидејќи така некако му доаѓа кога и да има некаква криза, тогаш народот, обично читателите зголемуваат внимание, сакаат да прочитаат и така натаму. Насловот ти е контроверзен, иако ти уште во самиот почеток на колумната велиш дека се работи за козерија, ама секоја козерија е колку е козерија, толку и не е козерија. А насловот на колумната е зошто Црвенковски да не биде мандатар. Може би тоа да вистина делува како една... Само ако ми дозволиш уште една реченица, бидејќи натаму ќе го треба разговорот. Практично Димитров во својата последна колумна за Македонија вели дека во Македонија постојат две Македонии. Една Македонија во која што им се суди на криминал, корупција и така натаму. И таа Македонија не ја признава другава Македонија како официјална Македонија која оди кон НАТО, Европска унија и така натаму. И сега се случува инаку, не знам, и следнава власт која ќе падне, дали ќе ја признава оваа Македонија или не Македонија, ако падне, која ќе падне и така натаму, но цело време живееме во една паралелна реалност. И ти го вадиш ликов од минатото, еден многу познат лик и лик со кој што сме живеели, сме се расправале повеќе од 2 децени, Бранко Црвенковски, и викаш, слушайте, ако толку многу, мислам, им се допаѓа на еден дел од оваа другава Македонија, може би тој треба да води и следната влада. Да, тоа е стварно козерија, сега не знам колку успеа да го направам. Мислам дека билјќи многу луѓе се јавија да ми кажат како сум напишал и што сум напишал. Јас тргнав од некаква идејна усогласеност на десницата и Бранко Црвенковски во последнава година. Се е поврзано со случајот со Бугарија. Имало и предходно ние што памтиме. Да, имало и предходно, значи тој да, се согласувале, ама на таа има една структура во СДСМ што влече уште од распадот на Југославија натаму, кој што секогаш бил повеќе националистички, да кажам, отколку што и прилега на партијата. Тоа знаеме со настаните во Гостивар и во Тетово, а ова што беше со Бугарија, таа интервенција на Бранко Црвенковски, тоа беше како да излегло од соопштение од Белата палата. Мислам, тоа беше апсолутно идентично во реакциите. И тој настапот во Ману, да не зборувам за што се случуваше за време на изборите, и така натаму, и тоа сега да не ја прераскажувам колумната, но мене точно ми заличи ако има, не ја читал кој го гледа, ја гледал трилогијата, втората трилогија од Господарот на прстените Хобит, Змејот Смаук, која ќе дојдат да го вознемират како тој го чува златото, така мислам дека така се чувствува Црвенковски, дека тој е се уште господар на златото. На златото, тоа злато е. И СДСМ и Македонија, и сега некој таму еден хобит мал, не Билбо Багинс, туку Зоран Заев си доаѓа таму да зема нешто да буричка и да Епа за тие две Македонии цело време говориме, бидејќи практично оваа Македонија метафорично кажана како змејот врз златото е на сличен начин и ВМРО доживува Македонија како своја и таа вели нема друга Македонија, Македонија ВМРО точка. А од друга страна постои една реалност која што се вика Република Северна Македонија, дури Мицкоски и вчера повтори во интервјуто за Сител дека тој не му се допаѓа, но ќе ја прифати реалноста и сега има еден нов друг елемент, но нема така често да го употребува придавката. Сега како да е тоа, како да кажам, суштината но тоа покажува една амбивалентност, би рекол, една, како да кажам, една сепак контрадикторност во вредностите кои што се сакаат да се промовираат. Кај Црвенковски е тоа сосема јасно, бидејќи тој
Мислам дека таа контрадикторност и долги години ја практикуваше додека беше на власт, а сега и овие се фатени во една прва рикверц, да кажам, ситуација која не знае што да прават. Не знам, советници им подпишуваат со стари имиња, овие се трудат тоа да го на некој начин филуваат за да не изгледа така драматично, а во суштина повторно се доаѓа до таа средба за која што пишуваш. Може ли да обстојуваме цело време со паралелни во Македонија? Сега прашањето е паралелни Македонија, колку е едната поголема, а колку е другата помала. Ја не мислам дека ова што ја заговара Мицкоски дека е поголема, дека е таа многу важна, но вкупна, ние не зборуваме само за македонскиот дел, зборуваме за цела Македонија. Па еве ќе видиме сега во четврток какво ќе биде гласањето. Да. Табу е некакво мнозинство. А ова што е со реалноста, па добро тоа Мицковски го кажува, не е тоа од вчера, туку малце сега да ги одобровали овие нови партнери што наводно се сите во коалицијата. Мислам дека тоа е обид за добра камуфлажа. Значи, клучот што натаму ќе биде, тој може и да ја споменува Северна Македонија така. Прашањето е дали ќе ги спроведува обврските што се од Преспанскиот договор. И тука ќе има кочница. И ние тоа ќе се соочиме со проблемот, затоа што тој ако треба, ние знаеме со односите на ВМРО во последните тие 11 години што владеа како тука ништо не функционираше освен бизнис, што треба да се кондоминас и така натаму што треба да се окупира градскиот плоштад и се друго. Тука е големиот проблем. Не е дека реалност, па сигурно дека е реалност, кој вика дека не е реалност, не може да биде нереалност. Тоа е абсурдно, бидејќи ќе отиде во Обединетите нации ќе му речат Република Северна Македонија. Едно време покриваа со едно со друго. Така што тоа е повеќе представа за, ја мислам дека тоа е повеќе представа, но дека суштината кај нив е останата иста. Тоа сега тој израз, тоа е реалност, како да кажем, тоа ем кажува нешто, ем не кажува ништо. Љупчо, морам да те прашам, јас разбирам од своји некакви извори дека доколку господинот Мицкоски формира влада, тој секако ќе мора да влезе и да продолжи оваа дебата со Бугарија, бидејќи договорот за добро соседство тие не го признаваат, велат дека е многу лош и така натаму, но може да се случи дури од софиска страна нешто и да се испорача на средина декември, колкави се шансите, сега тоа не е клучното прашање. Разбирам дека наводно пред некои дипломати кои што го прашувале Мицкоски, тој се согласил дека ќе го прифати тоа што би стигнало од Софија, доколку е прифатливо, се разбира во некаква форма на прифатливост, но дека нема да биде тој што тоа ќе го потпише, туку некој друг во име на владата и така натаму. Добро, ќе видиме дали е тоа точно, неточно, се е тоа отворено прашање, но јасно е дека постои еден дуплицитет, еден, како кажам, едно играње паралелно цело време. Оти јас знам на времето, да речем, еве, да потсетам, кога се признаваше Косово, дојка Дуи седеше во владата на Груевски, Груевски демонстративно ја напушти таа седница и го остави Боцевски да го потпише признавањето на Косово. Значи цело време се одржува една како да кажам паралелна реалност која треба да биде нечепната од реалната реалност, за да еден ден се повикаат ли, не знам што е планот на нешто од тоа. Значи тоа како е за време на Луевите. Кралот достарен нечепнат, но кардиналот Ришелје или друг да ја заврши работата, така и ова. Не беше тоа само со признавањето Косово, тоа беа еден куп други работи што беа поминати во собранието. Да. Има една анекдота, морам да ја кажам, да ги точно тоа други ќе сведочат. Признавањето на Косово се совпаѓа со еден голем собир на НАТО во Охрид и наводно еден важен светски министар кој што долетал со авионот се симнал и на самото симнал и рекол: јас сум тука до 3 саатов попладне, пошто погетуем до 3 саат Косово да биде признаето. И го поминал тој што го чекал, да не кажам кој бил на авионската патека тука. И навистина до 3 саатот со подпис на тогашниот потпредседател на владата беше признаено Косово. Но добро, што е тогаш стабилноста во таа политика, Љупчо? Ако цело време играме на дупли колосеци, ако се е така, ама и не е така, ако стално држиме резервни карти во ракави... Сега не мислам дека работите се исти како што биле тогаш. Значи, многу е променета ситуацијата во самиот регион. Мислам дека не може така едноставно да се однесува како што се однесуваше Груевски од
2010, 11, 12 и така натаму. Сега, гледате што се случува. Кристијан Шмидт во високиот представник на Меѓународната заедница во Босна и Херцеговина достави извештај во Советот за безбедност во кој вели дека да државата е на работ на конфликт, рече се нова војна како да е иминентна во Босна. Додик сака да формира своја армија. Орбан некни беше на разговори во Бања Лука во еден ресторант. Добре, што е право и Ескобар утринава, вчера излезе со изјава војна нема да има, ама санкции ќе има, така што се тие баланси ќе видиме како. Знаете, тоа тие може да го кажуваат, еве го кажуваат за Македонија. Треба да биде примена во Европската Унија, па не е примена и сега кому да му веруваме. Минатата недела разговаравме за тоа што го објави Американската амбасада за тие 80 души, дека наводно ќе има интервенции. Што е сега? Каква е оваа политика? Ја не можам да разберам, значи од една страна една работа, од друга страна ја вознемирува јавноста во Македонија. На изборен ден. Тоа не може да биде случајно, нели? Да. Без оглед тука може да најдеме различни објаснувања. Некој тоа го направил намерно. Некој се испостави нели дека од Алијансата за албанците тоа го доставили. Ма ти не можеш тоа да го пласираш во јавност. И сега како да веруваш во она што го кажува Ескобар? Сигурно дека има тие модалитети. Ама еве сега само нешто. Значи воведоа санкции против со законот Магнитски во Бугарија против 6 души. Клучниот од таа листа Дељан Пеевски пак е на листа за пратеници и тоа во Благоевград или во Ќустендил, каде е на ДПС. Како действува американската администрација? Морам да кажам дека тој Дељан Пеевски ќе се испостави како една личност која што може да искомплицира многу регионални работи, ќе видиме како ќе се развива. Јас за некој ден ќе имам овдека и се надевам еден ексклузивен гостин од Бугарија со кој ќе разговараме за тоа, па мислам дека и таму ќе се разгрне малку. Љупче, да ја завршам колумната, бидејќи Тања Милевска ќе ја вклучам овој разговор од Бриселот и доаѓаме сега до Европа, да видиме бар Брисел што прави, дали се пробудил на некаков есенски сон, не е уште зимски. Да те прашам, има шанса Бранко Црвенковски да се врати активно во политика, бидејќи тој навистина остава впечаток дека само што не тргнал, оти едва ја чека да се врати. Или сака да биде папата кој во позадина ќе со кардиналите ќе раководи. Да ти кажам, тоа е вака, тој сака да учествува одзади, значи да биде дел од нека конклава, а да не се гледа. Се разбира, но да се врати на обврски во политиката, тоа никогаш и немал некои преголеми работни ангажмани. Имал тој, се разбира, бил председател, премиер, особено кога бил премиер. Практично како бивши председател, поранешен председател, што е една улога која на крајот и не е само протоколарна, таа има и политичка тежина ако човек сака да ја употреби, тој за ништо друго не ја употреби освен да го напаѓа Заев повремено. Неверојатно, мислам, дури не се јави со честитка никога станавме членки на НАТО. Неверојатно, мислам, историски настани. Не знам дали беше во собрание, не се сеќавам. Мислам дека беше која. Сега веќе не памтам да бидам искрен. Дали аплаудирал и стојал, не знам. Не знам, ама како да ви кажам, тоа гледачите не се. Гледачите можеби подзаборавиле нешто од неговите години на владењето, но ние не сме заборавиле. Така што знаеме како е, ја не викам дека тој е исклучително способен политичар, но и сега да работиш се за да го урнеш наследникот во партијата, а да не донесеш нешто ново, кој ќе биде, значи некаква нова структура што ќе го владе, мислам дека тоа не е прв пат да одработува и за некои други политички интереси. Одработува, значи тоа беше и случајот и со Бучковски како им го донеси и потоа гурна. Па и Тито Петковски на сличен начин го така што тоа ама ние не можеме да му ја одземеме мислам правото тој да го интервенира, тоа е негово право. Прашањето е на партијата, на јавноста како ќе ги перцепира тие работи. Наше е да информираме. Тања Милевска, добро утро. Ја имаме на Zoom. Ќе се појавиш негдека, предпоставам и овдека на овие телевизори. Да, еве си, добро утро. Што прави Брисел по повод Балканот и по повод Македонија? Ние констатираме дека е можда во благ есенски сон, а можда и се пробудиле. Не знам што се најавите. Не се пробудиле уште. Баш го поминав викендот на телефон со секакви извори од Совет, од комисија, обидувајќи се да добијам некаква
реакција, барем за оваа политичка криза што се случува кај нас, меѓутоа упорно одбиваат да реагираат. Знаеш како Брисел се вади на формалности, ЗАЕФ се додека формално не ја поднало ставката и се додека формално не се одвиле работите во институциите, нема од Брисел ништо да слушнеме. Сега се разбира off the record, што го викаме тука. Има два вида реакции. Имаш загрижени за ситуацијата, затоа што ЗАЕФ им беше еден вид стабилност во регионот, единствена вистински проевропска и стабилна и мултиетничка влада и држава. И од другата страна имаш луѓе кои што викаат, па добро, ова не е до Брисел, ова беа локални избори, ние не чувствуваме никаква одговорност во политика во Македонија. Само да прашам, Тања, ме интересира, бидејќи ga гледам ова експанзија што ја прави сега Орбан, сега тој влегува и во Босна, во Македонија одамна присутен, КДС веќе не ги замешува прсти. Како реагира Брисел на тоа? Ние повремено слушаме одредено незадоволство, но го препознаваат ли тој нов австро-унгарски, да се искористам една стара терминологија, тој упад на Балканот? Да, мислам го гледаат, не може да кажа никој дека не го гледаат, ама не сум сигурна дека им пречи. Мислам, еве земја миграцијската криза 2015. Ако се сеќаваш како се обраќаше Орбан 2015, беше тоа шокантно за сите во Европа. Денеска, се што збореше Орбан, целата негова реторика, не само што е банална во Европската унија, туку е преточена и во предлогот за законскиот предлог на Европската комисија за азил и миграција. Така што, знаеш, мислам дека Орбан на некој начин им служи како добар претекст. Пробен балон. Да. И се банализира, едноставно станува тоа, еве, гледај ги политичките дебати во Франција, например. Не гледам како е различно од тоа што го збори Орбан или Јанша. Да. Тања, за крај да те прашам, бидејќи очигледно дека некои работи зовреа на Балканот, ова во Босна добива разни димензии, мислам дека таму тоа нема да ескалира, но е еден театар кој што сме го гледале, ако ќе дојдат такви театри, човек и не знае што потоа може да искрсне се, и не мора да биде контролирано од главните актери. Исто така на Косово се случи еден феномен да владеачката партија загуби многу на локалните избори, а тамошниот премиер туку што даде повторно изјава дека не ни мисли да влегува во отворен Балкан и така натаму. Еве, ЗАЕФ е половина на земјаминување, половина на останување, ќе видиме кој би дошол на негово место, што тоа би значило, избори, влада, техничка, ваква, така и така натаму. Твоите соговорници препознаваат ли една фаза нова на Балканот, кое што може повторно се врати, ајде да не бидам злокобен, ама во некакви 90-ти години, втора половина на 90-ти години, ајде дека не биде прва половина, таа беше многу трагична. Никој не оди толку далеку, не одеа толку далеку ни 90-ти, мислам дека никогаш ни 90-ти години не биле свесни што може да се случи, меѓутоа еве да не навлегуваме во такви теории, никој не оди толку далеку. Меѓутоа имаш една мала група луѓе кои што од близко го следат Балканот тука во Брисел, дали во Советот, дали во Комисијата, кои што се свесни дека ситуацијата може да излезе од контрола, ама тоа е малцинство. Повеќето вака, ако ја земеш Европската унија, институциите, па престолнините поготово, пари, за што е подалеку од Балкан, толку помалку се свесни дека работите може да излезат од контрола и дека Македонија беше единствениот малце, знаеш, стабилен проевропски дел во регионот. Повторно мислам дека Европската унија ги повторува истите грешки како и секогаш и дека не е свесна што се случува во регионот. Тања, благодарам. Јас некако знам кој ќе ги плати, кој ќе ја плати цената на тие грешки. Благодарам на Тања Милевска. Љупчо, спие ли Европската унија или едноставно е дојдена до максимум на своите можности било што да преземе? Ја мислам дека не е дојдена до максимумот, не ни спие. Мислам дека толку капацитет има ова Европска комисија и сите структури таму. Факт е дека
самата Европска комисија, без оглед што е составена од многу големи тешкаши политички. Има таму 20 поранешни премиери. Има поранешни министри, не се тоа само обични политичари. Не, има, мислам дека по составот ова е исклучително тешка Европска комисија, а по резултатите многу слаба. А тоа веројатно зависи од председателката, распоредот на силите во самата комисија, нема таму некој кој што ќе води, нема идеја водилка. Значи, ние сега знаете што кога беше она бламажа на Жозеп Борел во Москва, кога го таму со Лавров. Вика, тогаш имаше текстови во бриселските вестници и Политико и Financial Times, вика, дојде време да жалиме по Федерика Могерини, а таа се сметаше дека е најлошата тук, така некаде како Кетрин Ештон. Вика, после ова, вика, да жалиме за незиното време. Така што, еве, гледате, значи ти да имаш состанок и заедничка изјава на Борел и на Блинкен за Западниот Балкан, посебна изјава, и ништо да не правиш, да држиш Македонија, например, во целосна изолација, значи ние не можеме ништо против политичарите. Значи ти си немоќе, не е сигурно дека постојат механизми како тоа да се направи. Намалете од парите, зголемете ги условите за добивање на за таа помош заради пандемијата, како што е во случајот со Полска и Унгарија. Сега, ако имаш 29 милиарди за добивање, ако треба да добиеш 12, ќе видиме како ќе се однесуваш. Ама сега, некој ќе треба да понесе, некој треба да го издржи стапот. А тоа ќе го издржиме не само ние, туку и Босна и Црна Гора и Србија и така натаму. Србија има зошто тоа да го издржува, мислам, бидејќи лавира ептем со две-три столици, ама овдека во однос со Македонија, мислам, тоа е, како рече добро овој Аугустин Палокај во Јутрени лист, тој е долгогодишен дописник на Јутрениот од Загреб, века многу земји изневери, ама една речисија уништи Европската унија Македонија. Се мисли на нас. Да, се мисли и после образложува зашто стварно речисија уништи. Александар, ми даваш знаци да не си поднесе оставка на некој у Брисел и тука. Не, јас ке се надобрзам во однос на енергетската криза, буквално ова енергетска криза не ни оди од рака или како што викаат кај што е најтенко таму се кине, инаку штото го стигна информации дека Рек Битола повеќе не произведува струја, односно се случи хаварија во првиот блок на термоелектраната, пукнала цевка и во моментот воопшто не произведува струја. Ваквите информации неофицијално ги потврдуваат и од ЕСМ, а информацијата е пренесе и Слободен печат. Само да најавам, еве, како најави за следниот гостин, за следниот твој разговор, кога климатските промени се во прашање, ние најверојатно ќе бидеме приморани да се припазиме кон заштита на климатските промени, бидејќи јагленот кој што го набавивме, најверојатно нема бидеме можност барем во наредниот период да го користиме. А Кина најави отворање на 16 нуклеарни централи, 40 земји од сите кои што учествуваа на самитот во Глазгов само потпишаа дека нема да користат јаглен за производство на електрична енергија. Еве еден краток осврт на целата таа Добре, гледам дека оптимизмов некако од самај како Сашо, дали се сеќаш кога 98 кога дојде владата на ВМРО, ДПА и Алтернатива, не бе Алтернатива. Алтернатива немаше. 98 беше на Васил Топурковски. Да. Ајде да сега. Така е. Така, добро, не е важно. Да, Васил Топурковски се блокира возвоците. Значи, Васил Топурковски сакаше да увезува слабо квалитетен лигнит од Грција, таму кај Птоломеида, од тие наоѓалишта, тој да се преработи овдека и да работи со Рек Битола со тие милионски тони годишно. Ништо не испадна, очигледно дека ние имаме проблем со Рек Битола. Па јасно е тоа, да, и таму се и доброени и резервите, и доброени се годините кои ќе може да случи, затоа одат овие големи тендери за исто така проблематични енергетски проекти, како што се за овие големи брани кои треба да се прават со
кажете ги сега, нели, сето тоа што беше ставено и во оваа програма владата, никако не може да се добие успешен тендер во кој што би почнало да се гради. Демократска алтернатива. Демократска алтернатива, така. Да, се благодарам. Љупче, благодарам